Поштовани гледачи, добро вечер. Еве не со ново издание на емисија од серијалот Дијалози за Македонија. Вечера ќе зборуваме за една тема која ретко кој ја отвара во нашава јавност, а тоа е она што се случувало во минатото со оние луѓе кои сакале да ја освојат Македонија и да ја ишистат од елементите што не им биле померак. Имено, вечера ќе зборуваме за екзодусот на македонците муслимани во Турција, односно процесите на нивното иселување во таа земја. Зошто и како, вечерва ќе ни одговорат. Линко Безаровски од Пласница, вработен во Министерството за внатрешни работи во Македонски Брод, автор на докторската дисертација Миграциите во Кичевско-Бродскиот регион од 1912 до 58 година, причини и последици. И Горан Тасковски, порано дипломат од кариера, поранешен амбасадор на Република Македонија во Турција. Добро вечер, почитувани гости. Добро вечер. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на нашиве гледачи. Првото прашање е она што го најавив. Дали насловот на оваа емисија е прикладен или не? Екзодусот или иселувањето? Што треба да кажеме? Па иселувањето било попристојно, затоа што целата иселеничка политика го применуваат зборот иселување. А не екзодус, а? А не екзодус, затоа што иселувањето се одвива во 3 етапи. Првата е кога имаме воен период и тогаш иселувањето на населението од Македонија е на насилен начин. Втората етапа на иселување е во периодот меѓу двете светски војни и тој период е организиран од страна на државите, тоа е Кралска Југославија и Република Турција. И третиот начин на иселување е стихиен, односно тој е комбиниран помеѓу организиран начин на иселување од страна на државата и сериозни причини кои го предизвикале населението на иселување. Да не во едно кажување ги кажеме сите работи, да оставиме за подосна. Тасковски, дали сте се уште дипломат од кариера или не? Не, веќе не сум. Сега каков работен ангажман имате? Па повторно работам со, да речеме, наши иселеници од Турција. Работам со бизнисмени од Турција и бизнисмени од други делови на Европа и на светот, бидејќи тоа што го работевме со бизнисмените од Турција остана позитивен белег на кој начин ние го практикувавме тоа, или на кој начин јас со мојата екипа го практикувавме и донесовме големи успеси за Македонија во таа гранка и тоа се расчу насекаде и еве само иницијативно доаѓаат бизнисмените и го барат амбасадорот Горан. Кој период бевте вие акредитиран амбасадор и ополномоштен во Турција од страна на Македонија? Од почетокот на 2011 година, 10 јануари, до почетокот на 2015 година, 10 јануари. Значи 4 годишен мандат. За тој период што осознавте во Турција? Дали Турција е пријател на Македонија или? Може да се каже слободно дека Турција, многу пати сум го кажувал тоа, дека единствениот искрен пријател на Република Македонија. Тоа го докажавме на повеќе начини, тоа го покажаа и самите власти на Република Турција, но најмногу го покажаа нашите иселеници или македонците кои и до ден денес живеат во Република Турција. Безаровски, кој беше вашиот порив за да се зафатите со проучување на оваа болна тема? Миграцијата како појава предизвика големи демографски етнички промени на просторот во Македонија и на просторот од каде што потекнувам јас. Тоа беше импулс за да навлезам подлабоко и посериозно во таа тема. Дополнително, други настани случувања кои предизвикаа одреден интерес кај мене за да се заинтересирам, затоа што
не постои семејство во Македонија koje не е засегнато од тоа иселување. Дали се работи за иселување во Турција или се работи за иселување во северните делови на Југославија, односно во Банат, едноставно просторот од каде што потекнувам е сериозно зафатен со иселенички бран во последните 100 години, поготово од повлекувањето на османлиската власт. Србија, која го навлезе на овие простори со собствената власт, практично ништо не придонесе да тоа иселување се стопира. Напротив, ние, ако ги погледнеме пописните документи помеѓу 1913 година и 1921 година, ќе забележиме дека во просторот на Кичево и Македонски Брод имаме население со помалку број на жители за 7.000. Додека Македонија има во периодот помеѓу 1913 година и 1921 година има изгубено 100.000 жители население. Тоа беше доволен податок за сериозно да навлезам во таа проблематика и да ги истражувам причините кои го предизвикале тоа иселување. Во ред. Сега ме интересира еден настан на кој што јас бев присутен, тоа беше во Измир, се сретнавме, амбасадоре, така беше? Така во беше. онаа сала каде што турците пеа македонски песни. Да. Ќе ја замолам режијата да ја вметне видео инсерти од тој настан, затоа што треба да кажеме од каде турците толку изворно ги пеа македонските песни. Многу едноставно. Тие се македонци. Значи, тие се луѓе кои не може да се опиши со збор, не може да се опиши со зборови, туку мора да се доживеи. Таа нивната љубов за Македонија, копнењето по родниот крај, по македонската земја, се вкупната македонска историја, тие ја знаат, живеј и до ден денес со нив културата на Македонија, македонската култура, песните, ората, традицијата, храната. Значи, навистина, ако нешто останало од Македонија и од македонската традиција и историја, тоа е во егејскиот дел на Република Турција. Тие луѓе, тие македонци, со солзи и со молби до мене како амбасадор, да направиме нешто како Македонија, како Република Македонија, да ги вратиме тука, да им дадеме државјанство и повторно да живеат и да творат во нивната земја. Но познато ми е дека враќањето на тие луѓе во македонско државјанство е проблематично во Законот за државјанство, имено членот 7 ми се чини е проблематичен. Во што е проблемот? Проблемот е во тоа што тие сегашни македонци кои живеат во егејскиот дел на Турција, воопшто не се виновни што немаат македонско државјанство. Значи, нивните родители доброволно потпишувале документ кога се иселувале од Македонија назад во Турција, дека се откажуваат од тогашното државјанство кое беше југословенско, но тие се иселуваа од Македонија, значи автоматски македонското државјанство го губеле. Значи, тоа доброволно на документ. Некои биле излажани, некои го направиле, не знам, само иницијативно, но како и да е, генерално, тие веќе не го имаат во собственост македонското државјанство. Но познато ми е дека во владава има ресор за диаспора, го води господинот Едмунд Адеми, и тој веќе 2 години спроведува една акција која се нарекува Birthright Macedonија, односно раѓање по државјанство по основ на раѓање. Така. Дали овие македонци не можат по тој основ да го вратат државјанството?
бидејќи во Македонија е се политика и не знаеме за кој се однесува тој проект, да го наречам, дали тој проект е за сите наши иселеници или македонци кои живеат надвор од границите на Република Македонија, или се однесува за одредена категорија на иселеници или македонци кои живеат надвор од Република Македонија. Јас се надевам дека било која влада, дали ова или наредната или било која друга, ќе најди сили за да ги интегрира тие наши иселеници, тие наши македонци, кои навистина се покажаа поголеми македонци од македонците кои живеат моментално во Република Македонија, да ги задоволи во нивните барања. Дали тоа ќе биде birthright или нешто друго, значи да се најди начин тоа да се регулира. Ние како амбасада или јас како амбасадор успеав на некој начин, според уставот и законот, да им дадеме на одредени личности македонско државјанство, но тоа не е задоволително, значи тоа не е доволно, бидејќи тие луѓе во Турција или тие македонци во Турција пред се зборуваат македонски јазик, потоа зборуваат турски јазик. Значи дома учат македонски јазик од нивните родители, баби, дедовци, потоа учат турски јазик. Кога ова го зборувате, се сеќавам на една манифестација Birthright Македонија, ја раководеше Питер Далас од Америка. Самиот изјави дека го заборавил македонскиот јазик, бидејќи е трета генерација иселеници од Македонија во САД, и рече дека иако не го знае македонскиот јазик, тој има македонско државјанство. Како може тој да има македонско државјанство, а овие луѓе што се исто прва или втора генерација не можат да имаат? Затоа јас истакнав дека треба да се направи нешто што ќе важи за сите. Треба нешто да се направи системско, што ќе придонеси за тие луѓе кои навистина, значи не само по генерација или по мајка, по татко, од не знам која генерација, туку тие кои навистина го зборуваат македонскиот јазик, ја негуваат македонската култура и ја бранат Република Македонија надвор од границите, да добијат македонско државјанство. Но како што го заборавил македонскиот јазик господина што го кажавте, ние како амбасада направивме една иницијатива за изучување на македонскиот јазик во Турција со професор од Министерството за образование. Тој проект ние го започнавме и стигнавме до 700 ученици кои го изучуваа македонскиот јазик, македонската историја, македонската музика и македонска географија, и кои добиваа на крајот од учебната година свидетелства исти како што добиваат децата во Република Македонија. Со тие свидетелства можеа да се запишат на македонските универзитети и факултети. Ние тоа го расширивме низ цела Егејска Турција, сакавме и во Истанбул истото да го направиме, но за жал некои сили од Македонија пред се обидоа да го закочат целиот тој процес и денес информациите се дека тоа веќе не постои. Спомнавте некои сили. Да. Имате проблем да кажете кои сили или да ги оставиме сега да бидат некои? Не, немам никакви проблеми да кажам кои сили, но сакам да кажам дека гледате и денес што се случува во Република Македонија. Значи, се што е македонско сакаме да го уништиме, се што е македонско сакаме да го отстраниме, се што е македонско се срамиме да го изустиме. Значи, таквите сили, дали то било од претходната влада или ова влада, значи тие се сили кои работат во било која влада, кога било која влада е на власт, работат со еден таков проект. Повторно ќе кажам, сега тој проект не постои. Имавме голем замав, имавме многу ученици, млади, стари, возрастни, деца, од сите категории. И навистина сакавме да го расшириме дури и до Ески Шехир, што е многу близко до Анкара, и таму имаше иницијатива за изучување на македонскиот јазик, но за жал денес тоа не постои. Професорката која беше назначена од нашата влада, од Министерството, веќе не е таму и сето тоа сега замре. А како се негува македонскиот јазик и македонската култура, ако го знаеш јазикот и по јазико, значи со употреба на јазикот се добива се друго.
Безаровски да ги подсетиме гледачите со избавувањето на војните конфликти на немирниот Балкан, балканските војни. Кој народ против кој војувал, а кои народи ја платиле невисоката цена на тие војни? Убаво прашање. И задоволство ми е што е користам оваа прилика да појасниме теми кои стотина години биле ставени во анонимус, без да се спомни ниту еден збор за страдањата на населението од Македонија. Така? Првата Балканска војна на просторот на Македонија е забележана по незиното крваво однесување во однос на муслиманското население. Извинете, овде едно мало подпрашање. Дали тој однос на христијанското население, односно раководителите на тие христијански нации, се однесувале према муслиманското население за да се осветат на петвековното турско робство овде што било на Балканот или не? Па имаме ние секакви примери. Прво, легалната и легитимната воена власт на Србија се однесувала како што ја одговарало нези, без водење сметка за човечките животи, со една цел да го истреби овој простор од муслиманско население. Најголемиот дел на настрадано население во првата Балканска војна е муслиманското население. Додека во втората Балканска војна имаме друга ситуација. Во тој период имаме настрадано население христијанско кое за своите потреби ја користи Бугарската црква во тој период. Значи, се што е несрпско има настрадано. Само во делот на Западна Македонија, со отварање на Охридско-Дебарското востание, имаме во целиот тој регион негде мигрирано околу 50.000 македонско-христијанско население, кое е иселено и никогаш не е вратено на просториите на Македонија. Еден дел се заминати за Бугарија, некои се за Албанија и други некои во Романија, држави, во Романија, Русија, Украина и така натаму, што е податок дека во тие балкански војни имаме настрадано и христијанско и муслиманско население. Амбасадоре Тасковски, дали ви е познато како турската историографија ги третира овие настани за кои зборуваше Безаровски? Има нешто таму третирано или не? Јас не видов таква работа, но можем да кажем што мислат иселениците за таа работа, нашите македонци во егејскиот дел на Турција и пошироко. Едноставно, тие кажуваат дека во тоа време кога се случувало тоа, дали тие биле лично учесници во таа работа или нивните баби, дедовци, мајки, татковци им кажувале, дека едноставно биле излажани од тогашните власти, дека ќе имале подобар живот и ќе му биделе понудени подобри услови за да го продолжат нивниот живот поквалитетен од колку што му бил во тогашната Југославија или во Македонија. И до ден денес тие истакнуваат дека се чувствуваат како граѓани од втор ред, дека нивната интеграција не била толку успешна и толку реална како што му било тоа представено. И имало и многу кои на сила биле однесени во Турција и едноставно тие не прифаќаат дека тоа била нивна желба и дека сето тоа било реално и сето тоа било за подобро утро. Беразовски почна нешто да кажуваш за бугарската власт во Македонија. Како се манифестирала таа во однос на оној период пред Инденското востание? Како и на кој начин се експонирала? Па, гледам дека враќате подолго од колку што очекував. Бугарската власт, како и српската,
во Македонија е присутна преку нејзините пропаганди. Зборуваме во време кога во Македонија имаме воспоставена власт од османската власт. Така? Значи, за тој период бугарската власт Македонија е присутна преку нивните пропаганди, просветни, црковни пропаганди. На тој начин тие влијаат и во црковните и во образованата сфера во Македонија со цел македонското христијанско население да го ориентираат, да ја користи и бугарската црква за своите верски потреби, но и да се едуцираат во правец на бугарската легална и легитимна власт. Дали неслогата на населението и потпаѓањето под освојувачката кампања на агресорите резултирале со немање организиран отпор? Секако. Дали историјата бележи имиња на некои домашни соработници на окупаторите? Има. Една од големите причини што Македонија и поголемиот дел од државата не се вклопиле во тековите за формирање на сопствена македонска држава е и неслогата. Тоа е причина што на Лондонската конференција нема предлог за формирање на македонска држава, нема предлог на Нејската конференција за формирање на македонска држава, нема на Париската конференција. Значи, до денес организирано орган, тело, партија, здружение не постои кое се зафатило за таа проблематика да аплицират во меѓународните конференции за формирање на македонска држава. Иако султанот во декември, султан Решат, се согласил Македонија и Албанија да добијат автономност со гувернер од трета неутрална земја. Меѓутоа, немало организирана сила во Македонија која можело да препознае успех во таа понуда. Дали немањето на организирана сила, причината ја гледаме во немање луѓе кои биле национално свесни на едно повисоко ниво, или пак тие луѓе биле на образование во некои странски држави, таму под влијание на тие пропаганди не можеле да влијаат во Македонија? Па ако мене ме прашувате, и двајцата, потоа и амбасадорот ќе одговори. Нема проблем. ВМРО е формирано во 1893 година од група интелектуалци македонци. Да. Меѓутоа, бугарската пропаганда кооптирала своји членови, како што е Лозанчев, Лигушев, па и Зарафов, за да имат собствено влијание во организацијата. И практично од нивното кооптирање во Централниот комитет на ВМРО, ориентацијата на самата организација е поместена сосема во друг правец. Не македонско, туку пробугарско. Не е основата таква како што е замислиле Татарчев, Петар Попарсов, Даме Грујев и другите членови на Централниот и основачи на Централниот комитет на ВМРО. Што значи, пропагандите на балканските држави се многу присутни во Македонија и тие го искористиле тој момент за собствени нивни цели, за да не дојди до формирање на македонска држава. Амбасадоре, вие во подготовките на оваа емисија рековте дека по мајчина и по татковска линија потекнувате од некои комички семејства. Так. Што ви кажувале вашите предци за тие приказни од тој илинденски период и подосна? Значи, не мора многу далеку да се враќаме во историјата, да го гледаме денешниот ден. Што се случува во Република Македонија? Велат дека во латинската мудрост има една реченица која вели дека историјата е учителка на животот. Так. Но повторно ќе кажам, значи, ако ја цениме ситуацијата или ја гледаме ситуацијата што се случува денес во Македонија, значи, сигурно тоа било пресликано и во минатото, истото денес што ни се случува.
Значи македонците од кој страдале најмногу? Според Од самите од себе. сите искази од луѓе кои на некој начин знаат историјата, луѓе кои учествувале во тие борби за Македонија, за држава да има, конечно македонците да има држава, и сите борби за правдина, повторно ќе дојдеме до тоа денес што ни се случува. Значи повторно македонецот или Македонија страда од сопствениот припадник или самиот од себе. Значи за да задоволиме некои си политики на мојкни центри, ние сме спремни да направиме се само да бидеме посакувани од тие центри. Значи сигурно то било така и во минатото, каде што за едно парче злато или алтан или за нешто друго, Така? би се предале, би предале се што е македонско или би предале некој што се бори што се борел за македонштината, за Македонија. Значи тоа се случувало и во минатото и се случува и денес. Значи мора еднаш да се свестиме сите ние и како македонци и како граѓани на Република Македонија дека ако сакаме конечно да имаме држава како што заслужуваме сите и каква што сакаме сите, мора да прекиниме со продавање на нашите национални интереси. Значи мора да прекиниме да ги уништуваме сите личности кои сакаат да направат нешто за оваа држава, за овој народ и за овие граѓани кои живеат и припаѓаат тука. Ако тоа успееме да го направиме, тогаш сето што се случувало во минатото ќе го заборавиме и нема никош да повториме дека ни се повторува историјата. Еве, денес ни се повторува историјата. Да, меѓутоа историјата се повторува во еден поинаков контекст. Беше објавено по посетата на Ципрас на Скопје дека грците ќе го чуваат македонското небо. Тоа било по стандардите на НАТО. Дали тоа е излез од овие состојби во кои што е Македонија? Вака, можем јас да кажам видувањето мое за договорот Ципрас заев. на Заев, Да. не на Македонија, на Заев со Грција или со Ципрас, можем да кажем дека тој договор е направен, или спогодба, значи не е договор, тоа е спогодба. Спогодбата е направена за да се задоволат некои центри во светот, без да го прашат македонскиот народ, граѓаните на Македонија. Значи, таа спогодба воопшто не ги задоволува потребите на македонскиот народ пред се и на граѓаните на Република Македонија. Зошто? Ние, дури бев амбасадор во Турција, во Република Турција, имавме одлични економски резултати. И со инвестиции, и со трговска размена, и со многу други работи поврзани со економијата, не само со Република Турција, туку и со други држави. И на Балканот, во Европа и во светот. Тогаш беше ли Македонија членка на НАТО и на Европска унија и имаше договор или спогодба со Република Грција, па и со Република Бугарија? Не. Значи, Македонија покажа и докажа дека може и без да се продаде самата себе да биде успешна приказна. Но овие се желби и политики на други центри кои нас не ни мислат добро. Дали мислите дека, сега ова прашање за двајцата, дали мислите дека тие центри за моќ што ги спомнавте, сакаат да ја сочуваат Македонија или да ја уништат? Лимко? Ако ме прашувате мене, моето мислење е дека Македонија е интересна земја за светот и мисля дека ова е еден од можностите каде што може да се заокружи државно-правниот поредок во Македонија, да се дефинираат нејзините граници и Македонија еднаш за секогаш да го надмине тој провизориум што со години од 12 навамо бил живеел со тој статус. Сега ја мислам дека е момент кога Македонија ја заокружува таа државност. Се дали договорот е позитивен и негативен, за тоа не сум ја политичар, има дипломати и политичари, јас сум историчар.
ја би сакал да ми поставувате прашања од минатото и од историјата. Па тие прашања ќе ги поставиме, меѓутоа да одговориме на овие дилеми што ги постави амбасадоров. Безаровски има поинако мислење од вас, се согласувате со него или не? Јас кажав ја што мислам. Добро. Само можам да додадам, бидејќи не прашавте повторно, дека да, може би тие сили сакат да постои ова парче земја, како што е сега, но под кои услови? Значи, дали би живееле македонци тука? Дали би живееле граѓани тука? Дали би живеела некоја хибридна нација? Не знам што би живеела тука, но според договорот и според ова сето што можеме да го видиме денес, каде во сопствената држава да се плашите да изговорите Македонија, македонскиот, македонската или химната да ја свирите, тоа веќе е сериозен проблем и веќе навлегува во душата и во срцето на секој македонец. Мислам дека со тоа, јас што го кажав сега пред малку, ќе се согласат и нашите иселеници во Турција, во Измир, во Маниса, во Ајден, во Борнова, во Каршијака, во Чештепе, секаде кај што се присутни, бидејќи Република Македонија, кога беше Република Македонија официјално, на хартија, тие солзи ронеа за таа држава. И мислам дека сега дупло ронат солзи за Република Македонија, бидејќи гледат од далеку што му се случува на државата, на македонскиот народ и се што е македонско. И мислам дека правиот македонец, без разлика на партија, на вера и сетото друго, никогаш не би се согласил да се случува тоа што се случува денес со македонштината, со Македонија и со македонскиот народ и со сите граѓани кои живеат, бидејќи ова ќе влија и на сите. Јасно. Да почекаме што ќе биде на 21 овој месец кога ќе бидат изборите, дали граѓаните ќе се одлучат за едната или за другата опција. Да не изгубиме од предвид дека зборуваме за иселувањето. Иселувањето продолжило и после осамостојувањето на Македонија во рамките на Југословенската федерација. Кој го спроведува тоа? Па таа е голема дилема и науката треба посериозно да се зафати за податокот. Тоа е периодот 53-56. Зошто имаме ние интензивно иселување во време кога немаме војна? Сето иселување во најголемиот дел е помеѓу двете светски војни, кога е иселено муслиманско население од просторите на Југославија, негде околу 60 до 70 илјади иселеници. Во периодот по самостојување на Македонија, зборувам кога се формирала македонската држава на 2 август 1944 година, се отварат прашањето за муслиманското население. Прво се отварат преку декларации. Тие се сериозна причина која понатаму имат одредени последици, што го предизвикале иселувањето на муслиманското население. Прва декларација е еманципација на жената муслиманка. Симнување на Фереџето, а? Каде што законот за симнувањето на Зарот и Фереџето е дел од таа декларација Асномска. Дискутабилно е како се спроведувал тој закон. Во 1951 година ние имаме закон за симнување на Зарот и Фереџето. Меѓутоа, дали органите на власта го спроведувале словото на законот таков како што е пишан, или излегувале надвор од законот? Па секогаш оние што ја практикуваат власта излегуваат од ингеренциите што им ги даваат. Ако излегуваат надвор од словото на законот, тоа значи дека имаме ние повреда во човековите права и слободи и тоа е еден од чекорите кои во понатамошната постапка го отвориле прашањето за иселување на турците и останатите муслимански популации. Меѓутоа, одевака науката молчи по едно прашање. А тоа е?
а тоа е дали иселувањето после Втората светска војна е реализација на договорот од 1938 година помеѓу Кралска Југославија и Република Турција, Вие што тврдите? или е нов договор. Вие ги проучувате овие работи, што Јас ги тврдите? проучувам и имам реални сознанија и за едниот период и за другиот период. Меѓутоа, темата е голема. И е интересна. Дали Како треба поствоениот период е продолжување на предвоениот период? Тоа е интересно. Тоа е интересно и треба се вклучат тука историчарите и други историчари да се објаснат која е причината што токму турското население или и останатите муслимански популации ги предизвикало на иселување. Која е причината? Дали државата добро се организирала да го предизвикат со мерката една што е кажавне, со одболување, односно симнување на зарод и фереџето. Втората мерка е законот за имотите, каде што е добар дел од населението се чувствуваат загрозено поради нивните имоти, законот за селските работни задруги. Сите реформски закони после формирање на македонската држава како да се носени во правец да го предизвикаат иселувањето кај муслиманското, кај турското и останатото муслиманско население. Поствоениот период Македонија беше една од републиките во тогашната федерација. Работите во таа федерација се уредуваа на релација Белград-Загреб. И нашите кои беа од овде пратени таму или беа овде раководители, ги извршуваа работите по директива на Белград. До симнувањето на Ранковиќ од власт, после Брионскиот пленум, ако се сеќавате. Па, темата е многу интересна и не знам дали колку ќе успееме да ја објасниме. Македонските раководни власти дали креирале собствена политика на Република Македонија како федерална единица која во понатамошниот период со уставот од 74 година е и држава, или спроведувале политика на југословенскиот центар, односно политика на Белград. Тоа е интересно. Застанете овдека да направиме една мала дигресија. Тасковски, дали ова што го спомнате претходно во вашиот одговор, дека Македонија сега трпи влијание од Брисел и од Вашингтон? Така. Дали се повторува историјата? Порано трпеле од Белград, сега трпат од Белград и Вашингтон. Дали тоа значи дека Македонија нема во себе кадри кои биле достојни сами да раководат во соседната држава, па морале да слушаат некого од страна? Македонија имала и секогаш има кадри. За се. Значи, Македонија е доволно способна да се раководи сама и да носи одлични политички решенија за да оди напред. Но, проблемот е во тоа што никогаш таквите луѓе не можеле да дојдат на чело каде што ќе раководат со државата, каде што ќе применуваат или ќе ги форсират тие реформи или тие на некој начин закони или политики за подобра Македонија. Тоа сигурно било и во минатото во тогашна Југославија, каде што сите прифаќале се само за да имат фотелја, само на кабинетот да му пиши собственото име. А денеска како се манифестира таа сервилност? Истото, значи истото се случува сега. Значи наместо, како што кажавте вие, Белград-Загреб, сега Брисел, Вашингтон или не знам која друга метропола, само да се дојде на власт, само да се имаат некои привилегии, само да се спроведуваат туѓи интереси, прифаќаат се. А националните интереси да се стават во шпајзот таму негде. Во мирување или во тотален аут да се стават. И на крајот ќе кажеме дека не оди работата, сами сме криви, не знаеме како да го направиме нештото. Не. Дајте му шанса на луѓето кои знаат, кои умеат
Ке се договорат и со Вашингтон, и со Брисел, и со Белград, и со Загреб, и со сите ке се договорат. Бидејќи американците, нивната стратегија која е? Ако видат дека соговорникот е попуслив, слаб, ќе му кажат што треба да направи. Но ако видат дека тој е тврд и се бори за собствените интереси на собствената држава, ќе седнат и ќе преговараат. До сега не се нашол маж во Македонија, ниту во тогашна Југославија, да седне и да му каже интересите на Република Македонија се овие. Ние сакаме овие да се реализират. Да, ќе бидеме партнери, ќе бидеме сојузници, но Република Македонија сакаме во овај правец да на рамноправна основа. Така. Поштовани гледачи, за оваа емисија направив напор да го доведам и министерот Едмонд Адеми, кој е надлежен за диаспората, но поради неговата презафатеност не успеавме да го доведеме, веројатно во нека друга прилика тоа ќе го реализираме. Бидејќи времево не гази, за крај, што мислите, бе Еразовски, дали Македонија ќе успее да ги врати државјанствата на оние што се иселени присилно? Ми се допаѓа зборот што употребивте присилно. Да. Присилно се иселени турците и останатите муслимански популации од Македонија. Не се доброволно иселени. Таа политика иселеничка е спроведувана на насилен и брутален начин. По разни основи. Тие имаат легитимно и легално право да бараат двојно државјанство, повратно државјанство, без некаков статус, да бидат дел од оваа држава. Амбасадоре, дали имаат легално право тие луѓе да покренат некои иницијативи? Значи, ве поканувам, додиме во Егејскиот дел на Турција, во Измир и тој крај таму, да видите што значи да бидеш патриот, да видите што значи да си ја сакаш Македонија, да си ја негуваш македонската култура и се што е македонско, па потоа можеме да одговориме или самите да видите дали треба или не треба. Јасно. Сега ме интересира, бидејќи сме при крај, се сеќавам на времето кога Македонија се осамостои, Тансу Чилер беше премиер на Турција. И таа кажа една изјава која ќе се обидам да ја цитирам. Секој напад врз Република Македонија ќе се смета како напад врз Турција и таа соодветно ќе одговори. Точно цитирав? Да. Македонија беше нападната во 2001. Зашто Турција не реагираше? Бидејќи не беше дефинирано дали то било од надвор или било од внатре. Значи не било агресија, туку бил внатрешен конфликт. Да, бидејќи до ден денес не е то дефинирано соодветно. Воените стратези велат дека борбите во 2001 биле диригирани од НАТО, воен конфликт од низок интензитет. Тоа значи воен конфликт за да се остварат некои политички цели. Така. Значи имаме покана да одиме во Турција да ги видиме нашите таму какви чувства гајат национални према собствената татковина. Дали вашата докторска дисертација најде на одзив во научните кругови? Дали се организира симпозиуми? Се уште нема организирано, а првите сигнали се дека позитивно е прифатена од страна научната фела, особено од фелата која се занимава со таа проблематика, со миграционите движења, со иселениците, со историјата на оваа држава и се надевам дека наскоро и тој чекор ќе го направиме. И ќе добие повеќе нагласност тој проблем. Се надева. Уште ако може да кажам за 2001 година, може секако да го дефинираме тој период, но никако како судир меѓу македонците и албанците. Значи тоа еднаш за секојаш треба да го расчистиме, дека тој судир не бил меѓу македонци и албанци. Туку? Тоа било тој судир бил некој, или тој проект бил некој интерес на некоја странска сила, каде што преку така наречен судир меѓу македонците и албанците
најверојатно дојде до собствените цели и го реализира собствениот проект. Што било то, се уште не знаеме, можеби никогаш нема да знаеме, а можеби ќе дознаеме. Но, една за секогаш треба да расчистиме дека тоа не е судир или не бил судир и никогаш не може да има судир меѓу македонците и албанците. Зошто? Преди тоа што долго години живееле тие два народи заедно, јас имам извонредни пријатели албанци, на кои му верувам повеќе отколку на некои македонци. Значи, тука треба тоа да го елиминираме како опција. И то, според мене, а според народо и според граѓаните тука кои живеат, никогаш не било така, 2001 сигурно не било така, а во иднина сигурно нема да биде така. Ќе завршам оваа емисија со барање за ваши ветувања. Првото ветување е дека ќе одиме во Турција да ги видиме нашите македонци таму и второто дека кога ќе се актуализира вашата докторска дисертација да направиме нова емисија. Благодарим. Поштувани гости, ви благодарам на учеството. Поштувани гледачи, ова беше нашата емисија за состојбите во Македонија и селувањето на незините граѓани и правото тие да се вратат назад. Ако може некој да помогне, јавете се во нашата редакција, па ќе видиме што ќе може да направиме. Благодариме и пријатно.